Добро, денеска сме тука за да промовираме новата иницијатива на Фондот за иновации и технолошки развој за креирање на една нова национална државна програма за поддршка и развој и поддршка на талентирани деца. Особено ми е задоволство што денес имаме навистина огромен број на луѓе присутни на настанот. Иницијативата развиваме во соработка секако со нашите пријатели од УНИЦЕФ, со британската амбасада кои што беа денеска присутни. Целта е преку една отворена дискусија денеска да согледаме ситуацијата во државата во моментот. Значи што е она што државата го нуди во моментот како поддршка за развој на талентирани деца и што е она што недостасува. Имаме представници на неколку државни институции, и она што е важно, имаме представници од различните професии, имаме представници од академската заедница, имаме представници на родителите кои што се соочуваат, да речеме, секојдневно со предизвици за тоа како да обезбедат поддршка за учество, да кажеме, на пример, на меѓународни надпревари, и она што е најважно, имаме представници на оние кои што би требало бидат крајни корисници на оваа програма, а тоа се децата. Мене ми е навистина драго што, како што споменав, имаме навистина огромно присуство денеска, интерес, и јас очекувам некаде според она што ни е предвидено како динамика, од кога ќе го завршиме денешниот настан, да дефинираме еден акцијски план кој што некаде до крајот до предпочетокот на летото ќе ни овозможи да имаме еден заокружен концепт на нов државен инструмент за поддршка и развој на талентирани деца, кој што понатаму може да го ставиме во функција. Фондот за иновации и технолошки развој во моментот веќе развива неколку иницијативи. Значи имаме програма за поддршка на млади истражувачи која што втора година поред реализираме. Веќе во меѓувреме реализиравме неколку програми за поддршка за учество на различни групи на млади луѓе, физичари, математичари, на различни меѓународни надпревари. Меѓутоа целата таа поддршка според мене лично не е доволна. Ние минатата година вложивме некаде околу 10 милиони денари, меѓутоа сметам дека државата треба да направи повеќе. И заради тоа сме денеска тука за да искомуницираме она што веќе постои како можност, меѓутоа да ги слушнеме, како што споменав, младите, родителите, академската заедница и да видиме што е дополнително потребно за да може да зборуваме веќе од наредната година за вистинска реална поддршка на државата кон развојот на талентите. Имаме програма, односно во државата постои програма за стипендирање на талентирани ученици, меѓутоа повторно кажувам, не мислам дека државата во моментот прави доволно за развој на поддршка на талентирани деца и затоа денеска сме тука и затоа иницииравме оваа дискусија за да видиме што е она што може дополнително да направи. Се мисли само во однос на финансии дека не прави доволно или во однос на други работи? Видете, значи искуството од изминативе 2 години покажува дека генерално општеството треба да се менува. Значи реално сме соочени со предизвици, менувањето на општеството започнува кај најмладите. Точно, финансиите се клучни, според мене, затоа што ако ние зборуваме и промовираме, например, развој на критичко и креативно размислување кај младите преку проекти за истражување и развој, клучни се финансиите. Меѓутоа мислам дека недостасуваат и различни иницијативи, недостасува можност да родителите и децата, како што сме денеска тука, разговараат отворено со представници на институциите и ги кажат своите предлози. Бидејќи навистина јас не мислам дека ние како институции знаеме се. Затоа сме денеска тука да слушнеме што има како предлог, да го ставиме тоа во еден убав пакет, да обезбедиме финансиски средства за тоа и да пробаме да го пилотираме и како што споменав, наместо постојано да зборуваме како е тоа во развиените земји, како е тоа во Финска, како е тоа во Германија или Јапонија, да се обидеме еден таков модел да развиваме и тука. Меѓутоа модел кој што се базира на реалните потреби на општеството и на корисниците, а не модел како што го замислуваме ние во институции. Добар ден на сите. Да, тоа беше едно кратко видео на нашата гордост Христијан Кико Арсовски, кој што покажува дека во нашата земја има навистина талентирани деца кои што заслужуваат развој и нивна поддршка. Кико е исклучително талентирано дете, интелигентно дете, кој здраво може да кажам уште за тоа дека доаѓа од Велес, има само 8 години. Замислете, акцелерира на ниво на 4-то оделение, а од областа на математиката содржините ги освојува на ниво на 6-то оделение. Во последниве 10 минути разговаравме со Кико за многу работи, но верувајте, има он што да ви каже многу за тоа како настанал светот, што е универзумот и сето она што него го интересира. Звездите се како, сега ќе ме објаснам, како некоја фабрика каде што се произведуваат нови хемиски елементи.
од звездите добија златото, железото и повеќе други хемски елементи. I think you've got to make sure that we're able to provide a quality of life and an opportunity for children to learn and develop and believe they're getting their first-class education that's enabling their talents to grow. Како прво мислам дека треба да се воведе квалитетен живот и можности за учење. Ако се добие одлично образование, тоа им дава можност за да растат. According to the OECD data at the moment, North Macedonia is a country where the education system has been deteriorating, while it's been getting better in other neighbouring countries. Според извештаите на ОЕЦД, образовниот систем во Македонија во изминативе години се влошува, додека во соседните држави се подобрува. So we need to reverse that through reform, and that's a lot of the discussion and the actions that are happening now are to improve the education system through reform. И тоа мора да го спречиме и да го направиме да оди во обратен правец. И токму тоа е дискусијата, тоа се прави преку образовната реформа која што треба да го подобри образованието. The second thing that's really important is to ask every adult in society, are we creating a society that's a great place for young people to live? А второто, многу важно да се секој возрастен човек да се запраша дали креираме општество кое што е добро општество, добро место за живење за младите. If we want our kids to stay. Ако сакаме децата да ни останат тука. And if we're not creating a great place for young people to live and thrive and flourish, then we have to ask what can we do better. Ако не креираме општество и место каде што младите може да сакаат да живеат и да се развиваат и да процветат, тогаш треба да се прашаме што можеме да направиме подобро. We'd like to have a North Macedonia where instead of kids wanting to leave, kids from other countries want to come here. Сакаме да имаме Северна Македонија каде што децата нема да сакаат да си одат, туку други деца од други држави ќе сакаат тука да дојдат да живеат. And you know we can achieve that, but it's lots of hard work. И тоа може да се постигне, но треба многу работа и труд. And smart thinking. И паметно размислување. Ризикот за вакви земји каде што заминува телевизиски радио кадар. Тој ризикот за вакви држави каде што заминува. What is the risk to countries like this one where young adults are leaving the country? What is the risk to the country? Well, it's a catastrophic risk because the problems will grow and the number of people here to solve the problems will reduce. Катастрофален е ризикот, бидејќи бројот на проблеми само ќе се зголемува, а бројот на луѓе што треба да ги решаваат тие проблеми ќе се намалува. But remember this, if you look at some of our young people in the country that are working on startups, kids that have been named as Forbes 30 under 30, people that are working in tech, there's lots of young people doing great stuff. Но гледате од друга страна, кога ги гледаме младите луѓе кои што работат во стартапи, младите кои што се на листи на успешни млади луѓе по 30 години и кои што работат во висока во IT технологијата, тие млади луѓе прават многу добри работи. It's a simple equation. You've got to create more space for people to do good things and less space for people to do bad things. Проста е равенката. Мора да креирате повеќе простор за луѓето да прават добри работи и да креирате да го намалите просторот за лоши работи. That's where you create a space where young people want to stay. И така ќе креирате простор во кој што младите ќе сакаат да останат. Представи се, која година си, што разбираш? Понапред малку само. Јас сум Дарко Стојчев, јас бев еден од децата што ја представувавме Република Македонија на меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки што се одржува во Боцвана оваа година. И јас исто така бев еден од тројцата што освоивме медали, заедно со Димитар Џорлев и Мила Ивановска. Беше прекрасно искуство, шансата што ја добивме да се надпреваруваме на таков голем надпревар и на сите ни беше голема чест што ја представувавме Република Македонија на таков надпревар. Јас сум прва година гимназијалец. Олимпијадата беше по природни науки, но кај нас тоа би спаднало физика, хемија, биологија, исто така и математиката, бидејќи таа е многу потребна за физика и за хемија особено. Кратко, државата прави ли доволно за младите луѓе да останат? Па, државата се обидува, но јас мислам дека треба да се вложи повеќе труд, бидејќи во скоро време, мислам, минатата година имаше гласини дека ќе се отвори гимназија во Скопје, која ќе биде за талентирани надарени ученици кои што имаат голема желба за да учествуваат на вакви надпревари и да го надградуваат своето знаење, но
За жал такво нешто се уште се нема случено и јас се надевам дека итно нешто ќе се преземе, бидејќи се повеќе и повеќе млади како нас кои што се талентирани ќе се обидуваат да избегаат од државата во потрага по подобро образование. И заминали ли надвор вие, ако нема добри услови на наредниот период? Па жал ми е многу да кажам, бидејќи јас многу ја сакам државава, но да, би заминал. Hvala ti za sve.